Председателот Пендаровски и председателот на Бугарија Румен Радев ја завршија официјалната посета на Рим и чествувањето на Свети Кирил и Методи. Поточно кажано, заедничкото чествување помеѓу Северна Македонија и Бугарија за прв пат издигнато на така високо ниво, на ниво на шефови на држави. Денеска председателот Пендаровски имаше и аудиенција кај папата Франциск, каде беше заедно со неговата сопруга. За тоа ќе кажеме нешто подоцна што се случи. А денеска со председателот Радев беа и во посети на црквите Сент Клементе, каде е гробот на Свети Кирил, а ја посетија тука и базиликата Санта Марија Маджоре, која се наоѓа позади мене, каде се наоѓа и плочата за словенската азбука, и тука посетата беше заедно со председателот Радев. После изјавата Пендаровски и Радев дадоа изјави кои беа во духот на позитивниот развој на односите помеѓу двете држави. Радев кажа дека оваа посета, чествувањето на духовноста на Свети Кирил и Методи заедничко меѓу двете држави е многу важно, бидејќи го покажува, како што рече тој, заеднички духовен простор кој ги дели, кој го делат двете држави, и Македонија и Бугарија, а председателот Пендаровски исто така кажа дека е многу важно што оваа посета е на толку високо ниво, на ниво на председатели на држави, и тоа покажува дека Македонија и Бугарија можат да работат различно од балканските менталитети и можат да зборуваат на еден јазик, вели председателот Пендаровски, а тоа е европскиот јазик. Она што денеска не се случи некаков особен исчекор во проблемот меѓу Македонија и Бугарија, тоа не се случи ниту вчера. Вчера кажа председателот Пендаровски дека таму има уште доста работа, има и проблеми во Бугарија, а денеска и двајцата повторно ги повторија оние пораки кои се однесуваат во тоа дали на земјите им треба посредник во спорот. Председателот Пендаровски вели дека ние посредник веќе имаме, а председателот Радев вели дека посредник не ни треба, иако и двајцата велат дека се согласуваат. Председателот, да ја видиме прво изјавата на председателот Пендаровски, кој вели дека посредникот веќе постои, а тоа е Европската унија. Спорно е дека Европската унија е веќе вклучена. Европската унија и сега е вклучена. Имаме Европскиот комесар за проширување, беше и во двата главни града, така што ние европска помош кај што треба има. Председателот Радев денеска исто така даде изјава и пред оваа базилика, даде утрово изјава во која на некој начин му реплицираше на председателот Пендаровски, кој кажа дека Северна Македонија нема против да има посредник во спорот и дека тоа може да биде било која од земјите од Европската унија. Бугарскиот председател рече дека нема потреба од посредници, дека двете земји најдобро разговараат директно, а таа иста порака ја повтори и денеска. Да видиме што вели председателот Радев, кој исто така додава дека тој ќе ја поддржува Северна Македонија на патот кон Европската унија. Европската идеја на Македонија има перспектива, но двете земји треба да имаат уште поинтензивен диалог. Ние самите треба да ги решиме проблемите, не во Берлин, Париз или Брисел. Таму ќе одиме на крајот, само да го документираме договорот. Ние заедно треба да го решиме спорот. Ако се вклучи европска земја, ќе треба преведувач. Нас не ни треба преведувач. Да, тоа беа официјалните изјави кои беа дадени денеска при заокружувањето на оваа посета на Рим на македонско-бугарската делегација, а да подсетиме, како што кажавме, денеска председателот Пендаровски и неговата сопруга Елизавета беа и на аудиенција кај папата Франциск, беа примени тука во Рим, како што е секоја година за време на чествувањето на Кирил и Методи, а при тоа председателот Пендаровски на папата му подари и дрес од македонската фудбалска репрезентација, која оваа година игра и на Европското првенство, а интересно е што на тој дрес беше испишено името на папата и тоа на кирилица. Студио